Почитувани, започнува уште еден нов ден. Во него ќе ве запознаеме малку повеќе со спортот кој е полезен за менталниот развој на децата. А во ова издание на емисијата Нов ден ќе поразговараме и за нешто што е заедничко за сите македонци. Љубовта кон добро приготвената и пред се здрава храна. А во денешниот мотиватор ќе проговориме малку повеќе околу една древна логичка игра која веќе многу одамна прерасна во спортска дисциплина. Шахот во Охрид зема се поголем замав последниве години. Почитувани, во нашата емисија често говориме околу важноста на физичката активност, особено за развојот на најмалите деца. Меѓутоа, може да се каже дека паралелно со физичката активност, подеднакво важно е развивањето и на психичките способности на најмалите деца. Секако шахот представува еден од оние спортови кои што можеби на најдобар можен начин влијаат во развивањето на психичките способности кај децата. Охрид за среќа има една шаховска школа која постои веќе подолг период и кој што бележат секако и значајни успеси. Тоа е шаховската школа Ласкер, а нешто повеќе околу самата школа, меѓутоа и како шахот влијае врз развивањето на менталните способности на децата, ќе ни каже професорот Борис Личевски. Професоре, ајде прво да проговориме околу значењето и начините на кои што шахот ја помага и ја развива психичката способност кај децата. Значи, најдобро е да се почне што помали, да речеме, од 4 годишна возраст. Им помага по-добро да памтат. Значи, помнењето. Немаат проблем со математичките операции, дечињата. Колку подолго играат, нормално не да заглава да играат, да речеме 8, 9, 10 часа, тогаш све друго ќе падне во вода. Меѓутоа, за развивање на логичките способности, шахот е една од најдобрите игри. Логички, нормално. Добро, шаховската школа Ласкер функционира подолг временски период. Ајде нешто да кажеме околу начинот на кој што функционирате, колку дечиња имате во школата. Значи, функционираме од 2011 година, ова е веќе 4-та година како што запишуваме ученици и функционираме во склоп на Сдруженијето на математичари. Така ни беше наједноставно да функционираме, да речам правно да функционираме, да не сме надиво. Со тоа што, бидејќи шахот е еден вид спорт, спаѓаат искрено во активности каде што мораме да регистрираме, да речем, како клуб, шаховски клуб. Меѓутоа не можев да најдам во Охрид истомисленици, да речем, ентузијасти кои што барем да сме 6 души кои што ќе го формираме тој клуб и да се надпреваруваме во онаа лига што има Шаховска федерација на Македонија. Токму заради тоа, идејата беше да се собираат само најмладите дечиња до 14 годишна возраст и да се во склоп на Сдруженијето на математичари кое што функционира од 78 година. Добро, верувам дека многу е полесно да се замисли како тренираат деца во останати спортови, дали се тоа фудбал, кошарка, тимски некои спортови, меѓутоа како тренираат децата кои што се занимаваат со шахот? Што представува еден нивни тренинг? Што вклучува? Така, значи од оваа година, од доминатата година ние експериментиравме, да речем, немавме ни некоја водилка како да ги реализираме тие часови и едноставно лутавме по на литература што можевме да ја набавиме. Обично беше од српска и руска литература. Од оваа година, после посетата на шаховски клуб Раднички од Србија, дојдов на идеја да создадеме една книжка според која ќе работиме. Значи, првиот дел од часот кој што трае 60 минути, 30 минути ние едноставно решаваме проблеми кои што на дечињата им се даваат по одредена динамика. Нормално почетниците имаат само да избојат, да ги откријат каде се фигуричките на таблата, да ја постават таблата и да ги препознават. Додека поголемите веќе решаваат проблеми со 1, со 2, со 3, со повеќе потези. На почеток, нормално, кога ќе дојдат, мораме тие што не знаат да се запознаат со фигурите, нивното движење, правилата за игра. Потоа веќе одат посложени работи, а вториот дел од часот играат меѓусебно, со тоа што кружат, да речеме, да не им стане монотонно еден да игра против еден цело време, туку кружат меѓу себе со тоа што вардиме да бидат според јачината оние дечиња едно со друго компатибилни, за да не дојде и разочарување кај некој од нив. Добро, колку дечиња имате тука, на која возраст се
Дали постои кај младата популација интерес за шахот како спорт? Оваа година имаме околу 18 дечиња сега во моментов, со тоа што бројов да речем се зголеми заради овие дечиња што ќе одат на државен надпревар. Значи на 21 во Велес се одржува државниот надпревар за ученици од основно и средно училиште и тие во моментов вежбаат тука. Значи се спремаат, тимски се спремаат да речем. Не е битно сите се наши дечиња да постигнат добар успех таму. Заради тие дечиња сме околу 18, иначе 12 дечиња оваа година се запишани. Минатата година бевме околу 16, тука е бројката варира сега. Многу често некои ќе дојдат, па ќе видат како е, па се откажуваат, па нови дечиња и така. Добро, дали постои интерес кај младата популација да се занимава со оваков спорт? Најискрено не постои. Значи, ја жалам што ова е, можам да речем, повеќе за развивање на нивните мозочиња, за да можат подобро и да помнат, да можат подобро да се снаоѓаат со секојдневните проблеми со кои што ќе се соочуваат, бидејќи во шахот треба во одреден временски термин да донесат правилна одлука, односно да го заштитат кралот. Жалам што пред се родителите, не мислам дека дечињата кај да ги донесат дека ќе дојдат. Толку е развиено, да речем, ние повеќе би седнале во некој кафич да испиеме некој кафе, отколку да дојдат на некаква активност. Нажалост, во сите спортови знам дека е така, и во ракометот, барем кој што го пратам, да речем, бидејќи мојот син го носам на ракомет, секаде е истиот проблем во Охрид. Добро, споменав јас на почетокот, клубот Лацкер редовно се надпреварува по надпреварите кои што се одржуваат пред се во Републикава, каде се имате надпреварувано, споменавте дека следно заминувате во Велес. Значи, минативе години учествувавме на сите надпреварувања што се во организација на Шаховска федерација на Македонија. Дополнително учествуваме на сите надпреварувања што ги организира Сојузот на училишни спортови на Македонија. Тие се еднаш годишно, во ноември обично, и од кога постои од 2011 ние редовно испраќаме екипа од Охрид. Нормално во соработка со Федерацијата на училишни спортови, односно Општинскиот сојуз на спортови и наставниците по физичко образование, бидејќи ова е всушност под нивна надлежност, да речем, како предмет кој што треба да го предаваат во 6 одделение. Значи има таму наставни единици од шах во склопе на физичко и здравствено образование. Шаховска федерација ги организира, да речеме, отворените првенства. На тие можеме да учествуваме, на екипните не можеме да учествуваме, бидејќи немаме екипа, немаме клуб регистрирано. За да се учествува на екипно првенство мораме да имаме екипа, мораме да имаме 6 возрастни кои што ќе настапат за клубот, да ги бранат боите. Тие се, значи, да речам, условите за да се учествува, заради тоа не можеме и да учествуваме. Иначе радо би ошли и на тие, зашто да не. Добро, со оглед на тоа дека станува збор за мисловна игра, значи како може да се поделат, обично луѓето мислат дека со оглед на тоа дека станува збор за игра која што, значи, бара поголем ангажман мисловен, а децата нели си имаат и училишни обврски, како ги склопуваат тие две работи? Значи ние овдека искрено не задаваме домашни работи. Значи се она што треба да го направат е тоа да дојдат овдека, да ги поиграат, да поиграат меѓу себе, да видат до каде се, да научат нешто од постарите. Нормално тука помагаме колку што можеме. Ако групата е поголема, тогаш ќе имаме нормално поголем проблем. Јас оваа година благодарение имам уште двајца волонтери, Горан Димитриевски и Атанас Апостоловски, кои што ми помагаат, да речем. Тие ми помага и во организирањето на општинскиот надпревар во шах. Значи, едноставно сам не се може. Мораме двајца, тројца да сме, ако имаме дечиња по темпераменти, па ќе кренат галама, па мора да се опоменат, мора да биде тишина. Тренингот е пред се овде. Значи, не оставаме ништо за дома, заради тоа и му е олеснување. Тие ќе дојдат еден час, тој еден час, се што треба да дојдат, да изиграат партија, она што ќе го запамтат, ќе го запамтат. Сега, нормално, со развивање на нивните виуги, да речеме, во мозачето, ќе памтат многу повеќе потези, дури некогаш кога ќе одиграме ние старите, ќе ни речат зошто го одигра тоа, грешен потек. Значи веќе и такви дечиња имаме. Јас се радувам дека
напреднавме, бевме на 0, сега сме многу погоре. На првенствата кои што беа на организирани од Шаховска федерација, кога ќе победевме некој од Алкалуд кој што вежбат 12-13 години, кој што имаат со домашни, кој што треба да научат неколку партии на памет, значи отворања, разни стратегии, нашиве дечиња без тоа ги победуваат. Значи морам да кажам дека Јана Ангелковска веќе, која што беше наш член, беше првак на Македонија во женска конкуренција до 10 години, иначе се поделени по категории, нема машки и женски, туку има до 10, до 12, до 14, до 16 години. Обично велат дека сликата вреди 1000 зборови, па токму затоа ќе употребам незината моќ за да ви го представам мојот денешен гостин. Ќе ви пуштиме од режија, значи ќе ни пуштате еден прилог кој што информативната редакција на ТВМ го подготви со мојот денешен гостин, а за што станува збор ќе имате можност да видите наскоро. Ставено во функција реновираното бифе на Факултетот за туризам и угостителство. Преку овој гламурозен коктел со специјално подготвено мени, Факултетот за туризам и угостителство денеска не само што го стави во функција бифето, туку и најави многу новини од кујната на Факултетот за туризам и угостителство. Морски плодови, јасток на камерунски начин, рубен сус, тартар бифтек, црни црвен кавијар, шкампи во сос од виски, торта, опера Бастилја. Беа дел од ексклузивните јадења од холивудското мени кој што денеска го подготвија студентите. Не треба многу труд за да се понуди екстра вкусна трпеза, туку само љубов кон готвењето, истакна дипломираниот менаџер по диететика и исхрана Давид Санџаковски. Не беше тешко благодарение на студентите и на екипата кои помогна да се припреми овој коктел и да изгледа така како што изгледа. За во Охридските хотели секако дека може со добра екипа да се припремат и вакви работи, само треба повеќе труд и ентузијазам. Со холивудското мени денеска символично беше најавен и почетокот на работата на бифето во Факултетот за туризам и угостителство. А денеска отидовме на многу поелитен коктел и затоа кажувам дека студентите влегоа со еден голем ентузијазам, многу беа вредни, голема благодарност и понатака ќе продолжиме на овој начин и со тоа ќе докажеме дека овој факултет навистина е достоен и ќе направи квалитетни кадри кои што утре ќе овозможат подобрување на вкупното угостителство во градот Охрид. Исто така ми е важно да нас посочам дека веќе започнува една голема револуција во хотелската индустрија и најавувам веќе утре доаѓа повеќе учесници и оние кои што се носители во хотелската индустрија, ќе имаме округла маса во рамките на факултетот, нормално на проблематика сите теми и проблеми во хотелската индустрија. На тој начин чувствувам дека веќе ќе се роди нешто ново, ќе се започне една иницијатива која што ќе допринесе да имаме подобар град, подобро угостителство и накрај воопшто подобар туризам. Деканот на ФТУ, професор доктор Сашо Коруновски, горд на студентите и нивното вложување во професијата. Ресторанот во факултетот ќе овозможи практична работа за студентите, вели Коруновски, и додава дека ако досега детектирале многу проблеми во делот од практичната работа, сега се подготвени да се носат и со оваа обврска, а најдобар пример за тоа ќе биде она што денеска им го понудија на гостите, но и на целата заедница. Факултетот за туризам и угостителство може да се каже ќе биде носечка институција која што ќе воведе нови стандарди во гастрономијата, исхраната и диететиката. Спремни сме да одговориме на овој предизвик за цела Македонија, за туризмот во Република Македонија. Значи дека ние од денес почнуваме заедно со професорите и студентите и со се разбира нашите поддржувачи од хотелската и од туристичката индустрија воопшто да работиме со еден нов концепт. Според најавите на Факултетот за туризам и угостителство Охрид, новото бифе ќе биде отворено и за сите граѓани на Охрид. Ете, мислам дека нема подобра најава од овој прилог за тоа кој е мој денешен гостин. Со нас во нов ден е професор доктор Ангела Василевска од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. Професорке, прво добро ни дојдовте. Добро ве најдов.
повторно ви благодарам за поканата. Прво да кажам дека многу ми се допаѓа името Нов ден. Ми звучи многу енергетски и мотивирачки на како што јас работам и како што се однесувам мојот живот. И онака прво ме потсети дека наутро кога ќе се разбудам, нели кога ќе го отворам очите, ќе земам првиот здив, дека постојам, нели и свикам ангела зграбчи го денот онака. Чисто. Епа, мислам дека сте ја разбрале пораката на емисијата тогаш. Секако храната е нешто што вие најдобро го знаете и токму тоа е причината поради која што и гостувате во нашата емисија. Факултетот за туризам и гостителство или конкретно насоката за исхрана диететика при факултетот во последно време верувам нема ден да не помине, а да не воведе и да не представи некоја новина во своето работење. Последно што имавме можност да видиме беше она презентација на грчката кујна. Како се случијаете сите тие нови работи? Па, мене целта ми е навистина да донесам многу практика во нашиот факултет. Бидејќи теоријата постоеше и одам и нели пред да речем да станам раководител, таа постоеше, меѓутоа недостатуваше практиката. Според мене нели студентот ќе биде комплетен кога навистина ќе се направи на квалитетен спој помеѓу теорија и пракса, затоа што со теорија може многу да се научи, меѓутоа ако пишуваме книга за пракса, тоа се големи дебели книги со оние секојдневни проблеми кои што се соочуваме и треба да ги менаџираме, кризни ситуации. Затоа сметав дека јас треба да почнем од некаде, така да ланската година веќе почнавме од ден на италијанската кујна, кога викнавме италијански готвач, имаше италијанско мени и во тој дух нели беше цел ден посветен на таа италијанска кујна. Така да во соработка со еден угостител во Скопје кој што исто така ентузијаст, сакаше да презентира грчка кујна, знаете го видовте прилогот, работел на Тасос и бил единствениот македонец кој што продавал гиро на грци. Тој нели целосно го спонзорираше тој проект, дојде во нашиот факултет, кај донесе цела опрема, буквално вкупната количина на месо и сите продукти тој ги плати, ги обезбеди и ни му возможи комплетно на нашите студенти да научат целосно целиот процес од сечење на месо, од додавање на зачини, поставување и цел тој процес на правење на гиро и на суфлаки. Нели грчка салата, ставивме тука и одредени нели некои други примеси кои што се карактеристични за грчката кујна. На тој начин всушност ние направивме нели спој помеѓу италијанската грчката кујна и за среќа ни се надополни една соработка со Србија, така да нели со таа соработка фактички ќе се случи во декември ден на истарската кујна. И на тој начин, значи, на моје огромно задоволство, фактички се заокружи тој цел циклус на некој начин на медитеранска кујна, која што во моментот во светот е број 1 кујна, со оглед на тоа што се во себе вклучува голем број на компоненти и хранливи продукти кои што се исклучително здрави, како маслиновото масло, рибата, нели виното и така натака, кои што имаат голем бенефит нели врз човековото здравје и многу се шири низ целиот свет како една од највлијателните моментално кујни покрај тајванската кујна. Така. Прилогот кој што предмалку го погледнавме беше воедно нели реализиран на денот кога и се отвори всушност и официјално кујната при факултетот за туризам и угостителство. Колку нејзиното постоење ви помогна вас пред се како професор на факултетот и раководител на таа насока на вистински начин да им ја пренесете пред се љубовта на студентите кон правилното подготвување на здрава храна пред се? Нормално дека јас стално велам дека гастрономијата е уметност и тоа треба да го сватат самите студенти, бидејќи тие кога влегуваат во првата година, верувајте, станува збор за една аморфна маса кој што можеби и не знаат каде дошле, која нивната цел матрикс. Така да можеби една година во моето, да речем, работење со нив постојано работам на нивна првична мотивација. Да стигнем до оној момент кога ќе ги прашам дали вие навистина сакате гастрономијата. Преиспитајте се, бидејќи тоа е сепак тешка работа, на некој начин, меѓутоа ако се сака ништо не е тешко, посебно ако самиот како индивидуа се внесе во целиот тој процес и си постави крајна цел дека сака да биде добар готвач. Затоа што јас стално му велам дека во Македонија нема, многу се малку добри готвачи. Ние имаме само добри скараџи, нели? А буквално некако сите насоки кон, речам, тој веќе готвењето стана некој престиж, култ, нели, во високите елитни кругови и тоа веќе на нив се пренесува дека тие навистина сакаат да готват. Така да кај нив веќе го гледам тој жар во очите што многу ми се допаѓа кога ќе ги погледам и вика професор, ќе ајде да работиме проекти, да, значи веќе се тие мотивирани за разлика да речеме пред неколку години кога ќе му кажев проект, тоа му беше како една обврска, така и сакаат брзо да сработат, а сега еве кога ќе му дадам работиме проект за здрава храна, имаме проект каде што вршиме истражување на традиционалната храна во овој регион нашиот, бидејќи такво истражување нема направено нешто генерално, така да веќе ги поделив по
региони да направат истражување, да разговараат со старите, да запишат стари рецепти, ако има да речем некој прибор стар кој што го користеле да земат слика, па да цела постапка приказна која е поврзана и сето тоа значи понатака да се стави на хартија да се запише и од тоа да се селектираат одреден број на рецепти кои што понатака можат и така во готова форма да се понудат на угостителските објекти. Затоа што кај нас, јас стално велам дека традиционалната храна се нуди, меѓутоа нема додадена вредност. Таа често е некако вметната во сите јадења во менито, нема да речам дел каде што навистина ќе се направи квалитетно мени издвоено, така или дел во хотелите, како посебен избор. Да, тоа е таа додадена вредност која што кога ќе порача туристот, значи и комплетно целиот впечаток да се донесе со самата традиционална храна. Кај нас некако така не знам, недостасува тој момент кога треба навистина квалитетно да се понуди. Можеби како во позадина е она што би требало можеби најдобар квалитет да е на македонска. Да, тука знаете како ја стално велам дека тука треба да се посочи користење на локални продукти. Така, значи тој спој со заедницата. Тоа да речем живење каде што се користат локални домати, локален зеленчук, локално овошје. Сега бев на студиски престои во Словенија, верувајте, значи знаете какви приказни прават со тие локални. Постои сега таму еден најнов тренд, тој се вика глем кемпинг, гламурозно кампување. Веќе на луѓето му е досадно од луксузни хотели. И едноставно сакаат да представуваат како да се на кампување, меѓутоа во луксузно кампување и околу тие кампови се органско производство. Тие можат например да излезат да се скинат од домат, зелка, пазличан и од тоа органски продукти да се направат самите зелка или па да се порачат храна која што е традиционална од ресторан. Меѓутоа сето тоа е направено еден многу добар концепт на работа. Така. Се имаме, меѓутоа немаме, речам, концепт квалитетен. Тоа ни недостасува. Јас споменавте, значи храната, односно продуктите од органско потекло, Факултетот за туризам и угостителство и тука, значи има започнато да речам еден проектот за ботаничката градина, докаде се таму работите. Малку се пролонгира работите, меѓутоа не е до наша вината, тоа е ИПА проект кој што Европската унија го организира и го спонзорира. Малку се пролонгира работите, меѓутоа за среќа денеска го добив мејл дека веќе започнуваме со целосно отпочнување на тие активности кои што се зацртани во тој проект. Ние, значи тука учествува нашиот факултет, општина Охрид, каде што ќе се прави целосно водена патека после мостот, или негде до Горица прва, или Солун како општина и Факултетот за туризам и угостителство во Солун. Тоест воден општината се извинувам и Солун факултетот. Тоа се 4 партнери во целиот проект и целиот е многу голем проект, околу 600.000 евра и повеќе од 600.000 евра. А нашиот факултет ќе направи таа ботаничка градина во која што планирам да има зачински билки кои што ќе бидат свежи и буквално туристите, ако правиме некои, да речем, ручеци или за студентите ќе можат на лице место си наберат од тие зачински билки, дури да си ја зачинат самата храна, бидејќи знаеме дека зачинските билки денеска се многу здрави, бидејќи во себе содржат природни антиоксиданси, кои што како свежи, не се термички обработени, можат многу подобро да ја зголемат хранливата вредност на храната. Затоа и италијанската храна се рачуна како еден вид на здрава храна, затоа што термичката обработка понатака ја дополнуваат со тие така наречени босилок, оригано и така натака кои што се стварно мокни антиоксиданси. Така. Добро. Исто така заборав да кажам, че во таа ботаничка градина планираме да ставиме еднократче на органско производство, каде што е така како за атракција ќе може туристите и студентите да знаат како тоа се нуди на од органско производство на самите трпези. Така, колку употребата на тие природни продукти, локални продукти, како што и самата кажавте, се вметнати во оние јадења кои што ги приготвуваат студентите во вашата кујна? Јас често пати кога купуваме за нашата кујна, значи стално велам дека сакам да се набави од локалните производи. Меѓутоа тоа е тешко бидејќи ние сме јавна институција и врзани сме со тендери. Меѓутоа јас и во сите наврати кога разговарам со хотелиерите, стално велам дека потребно е да се направи таа спрега, бидејќи ако ние не ги стимулираме локалните производители да произведуваат, нормално и да ги мотивираме и финансиски на тој начин тие ќе му се возможи да го продолжат своето производство. Јас често пати самата се казнувам кога ќе се фатам себе си ќе застанам со колата и во Тинекс ќе купам полесно ми е, искрено кажувам. Значи тоа не го правам само јас, него сите ние. Така, а треба да бидеме свесни дека едноставно тие пари фактички се враќаат повторно во нашата заедница, не се одливаат некаде, да речем од Тинекс, не знам, не сакам да спомнувам, меѓутоа ќе одат сигурно Скопје или надвор од Македонија, а добро е кога парите циркулираат во овој наш регион и на тој начин се
нели се економскиот развој се подобрува во секој случај. Така. Добро, како што ме информиравте во онај неврзан разговор кој што го имавте, секој понеделник во факултетот за туризам и гостителство или конкретно во кујната при факултетот имате практична настава. Колку студентите сакаат да на некој начин да експериментираат, да ве послушаат во оглед на тоа што треба да подготват, меѓутоа да вметнат и некоја доза на иновативност, нешто сами, значи да додадат во рецептите. Да, значи нутрицизам го имам во трета година и веќе нели кога ќе ги наблюдуваш процесот на матурирање или зреење или созревање на нашите студенти од прва година до трета година, веќе гледам дека во трета година кај нив ќе се раѓа таа желба, многу знаат за храната, почнуваат да експериментираат и навистина сакаат да подготвуваат здрави продукти. Често и самите нели веќе имаат промена. Во почетокот во прва година сум ги гледала со Кока-кола во рацете или пијат Red Bull, јадат хамбургери и сендвичи. Јас често пати ги критикувам, веќе во трета година веќе разговараме за промена во нивните животни навики, почнале да вежбаат, почнуваат здраво да се хранат. Значи сепак има ефект или во таа наша микросредина и стално му велам, значи вие сте мисионери на она што го учиме. Ели, јас како што вас ви го пренесувам тој мој култ кон храната и кон здравата исхрана, така и вие исто тоа треба да го пренесете во вашето микроокружување и тоа е фактички на наша мисија да издигнуваме свеста за здравата исхрана, затоа што сепак нели само здравите и работоспособни луѓе се добри луѓе за нашата држава впрочем. Така. Добро, храната не само што треба да е вкусна, обично луѓето викаат дека таа треба да се јаде и со око. Да. Колку се посветува внимание на на декорирање и аранжирање на она што се нуди, да не биде тоа некоја класика која што може да се види во секој ресторан низ градот, меѓутоа да има некој индивидуален допир, да речем. Така. Значи тоа стално велам дека е печат на тој што ја подготвува и што ја сервира храната и тоа е многу важно. Начинот на сервирање на храната кај нас многу малку се води таа сметка, порано или можеби уште стојат они наши да речам практики од 70-тите 80-тите години кога некако како да бевме прегладнети и чините беа преполни, нели од малку ефтини продукти да направиш огромна чинија. Тоа веќе не е денеска тренд, него се прави од многу продукти да се направи минималистички пристап во самата чинија, односно централно се сервира месото, над месото значи треба или сосот до доздола згора месото со малку зачински билки, значи целосно на чинијата доколу да е комплетно празна. Значи тоа е тој минималистички пристап или од куизин што го викаме или висока кујна, каде што нели што викате не само кога ќе го пробате јадењето да е вкусно, него и сите сетила, затоа што со храната викаме дека е многу тешко затоа што со музиката се допира увото, со уметничкото дело очите, меѓутоа храната буквално треба да ги допре сите сетила, затоа е многу тешко тоа, значи оно што го сработи да го допре, нели, и да ја остави својата приказна која што понатака треба да се памети. Така значи, ако му сервираме на туристот, не зборувам само за туристот, и ние самите таков култ треба да имаме. Значи дури дома ако си сервираме да не биде тоа во речеме било која чинија со обичен прибор малку, значи да дадеме печат, нели да го направиме тој момент уживање да не биде. Затоа што веќе тоа е навистина уживање кога земеме да речеме дека постојано сме во некоја борба со време, трчаме некаде, значи тој култ навистина стално велам дека можеби не раѓаат нашите родители, така? Значи тоа е ние доаѓаме на овој свет по желба на нашите родители. Обкружувањето не исто така сме во Охрид, имаме роднини така натака, меѓутоа што ние сами ќе го внесеме во устата, тоа само од нас зависи. Так. А тоа го креирано што е во нашето тело тие, речеме околу 8 милиарди на клетки кои што ги носиме во себе, кои што функционираат. И како ќе функционираат и како ќе ни биде тој квалитет на живот. Така. Како ќе функционираат, веројатно многу придонесува и тоа да се има избалансирани состојки во исхраната. Вие се трудите токму тоа да го внесете и ајде да речам пред се во практичната работа на вашите студенти, меѓутоа ултимативна цел и во сите ресторани низ градов. Да, значи она што ви кажав, глобализацијата си го направи своето. Така, значи ние живееме во земја која што не може да биде изолирана од тој притисок на запад, каде што на секој ден на телевизија гледаме отвори за радост, отвори за среќа, на секој чека ресторани за брза храна, недостатокот на времето, па и стануваме помрзливи односно на готвењето, нели тоа е сеј момент. Меѓутоа во секој случај треба да обрнеме внимание. Јас стално велам дека вистина квалитетот на живот во голема мера зависи од тоа како се храниме, како го почитуваме нашето тело и од тоа зависи значи како ќе старееме. Затоа што може да имаме здраво старење, квалитетно старење или да речем да 50 години веќе да стигнеме до трето доба и да бидеме
помалку работно способни, или со диабетес, кардиоваскуларни заболувања, не дај Боже канцер и така натака. Затоа велам дека тој животен век самите буквално себе си нели се креираме и создаваме таков квалитет на живот. Многу е важно нели да ги почитуваме тие основни правила на здрава исхрана, нормално, а тоа се да речам да се јадат повеќе овошје, зеленчук, варена храна, да се избегнуваат многу да речам житни производи како што е бел леб, или затоа што имаат висок гликемички индекс и го трошат нашиот панкреас, понатака сувомеснати производи, газирани напитоци и нормално физичката активност. Постојано на моите студенти ги прашувам, ајде викам колку од вас вежбаат. И верувајте, или колку пушат цигари, колку пијат алкохол. Нели секогаш превладуваат оние кои што пушат цигари и не вежбаат отколку оние што вежбаат, меѓутоа ете со мојата мотивација дури често знам некогаш и на час да му донесам нешто за мала справа за вежбање да проверам колку тие се физички активни. Значи чисто само да ги мотивирам за да почнат, затоа што физичката активност на вистина нели го значи психичкиот момент го подобрува, нели она што е издржливост психичка, меѓутоа и физичките карактеристики, тој капацитет на физичко издржливо тело нели го подобрува. Така. Македонската кујна важи за една од оние кои што во себе инкорпорираат здрави намирници, може да се каже, и барем во минатото, ако ништо повеќе, таа представувала извор на здравје за нашите предци. Како изгледа македонската кујна денес? Македонската кујна денес. Ако направиме една пресек од давнешни времиња, па ние готвиме ни помалку 20 јадења. Еве, например, кого сакате прашате, мислам дека ни 20 јадења секојдневно ги нема на нашата трет. Значи, тоа се е стеснато, и останато на некој, речам, не знам, ориз со пилешко, манџа со компири, гравче, тавче, тие ги знаеме, значи, кои што можеби на двете раце се бројат. Има доста стари јадења кои што се заборавени. Затоа нели го правам и тој проект малку да ги ревитализираме одредени јадења, затоа што сепак македонската кујна стварно здрава, што содржи многу во изобилство зеленчук и овошје кое што е значи зеленчук исто така единствено месо кое што е здраво, нели? Има и некои продукти кои што се високо калорични, меѓутоа сепак нели тие ако се јадат во зима во мала количина, исто така не значи дека ќе направат штета на нашиот организам, затоа што во секој случај најважно е она што ќе се консумира да се потроши. Значи, како сме физички активни и малку покалорична храна да јадеме, нема да има никаков ефект. Меѓутоа, ако постојано јадеме само шекери, а немаме физичка активност, во тој случај организмот ги складира тие шекери, нема каде и гликогенот ќе се значи ќе се целосно ќе се цела резерва ќе се обезбеди, нема можност нели оди во веќе натрупување на масно ткиво и нели тука се јавува диабетес тип 2 или резистенција кон инсулин. Сите се тие одредени правила, значи нема момент кога и многу да се храниме калорично, ако трошиме да има лош ефект. Добро, вие споменавте дека работите на тоа истражување околу традиционалната храна во угостителските објекти, меѓутоа според вас, ете едно ваше мислење, каква е еднината на традиционалната македонска храна во македонските или охридските ресторани? Мислам дека ако направиме малку поголем притисок и малку поголема афирмација и едукација како таа да се нуди на соодветен начин. Така да не е разводенето. Понекогаш јас и во хотелите се лутам кога постојано некогаш меѓу другото се нуди традиционална македонска кујна храна. Тоа значи сепак треба да биде направено ако гостинете во 7 дена, не треба секој ден да се нуди постојано, по дефолт, него еден ден, меѓутоа апсолутно да биде на професионален начин. Ако треба и некоја жена викната во македонска традиционална носија, соодветни нели средства, садови за подготвување на храна кои што се традиционални, значи се да се направи автентично, меѓутоа да вистина да се даде таа додадена вредност. Да не биде разводењето во текот на сите дена и тоа е веќе досадно за самиот турист. Тоа е еден момент и нормално ако се прави вистинска едукација, ако се внесат одредени јадења со соодветна приказна и на соодветен начин да се сервира, затоа што јас стално велам дека традиционалната храна не значи да се сервира на стар начин традиционален. Значи тоа има 3 начини. Може да се сервира старо во стари садови на автентичен најстар начин. Тоа е првиот начин. Може традиционална храна на нов модерен начин, значи во модерни чини, минималистички традиционална и на авангарден начин. Кога бев сега во Словенија го кажувам, имаше сладолед од ајвар. Така, ајварот е традиционален, сладоледот тоа е веќе една фузија на футуристички, добива футуристичка димензија, меѓутоа тоа е атрактивно за туристите.
Сваќате, затоа не треба треба да излеземе од нашите стеги дека традиционалното значи грне, така дрвена лажица, не мора, ама и може. Значи меѓутоа целата приказна да биде направена на професионален начин, квалитетно. Така. И самата Така. приказна нели да ја продава храната. Да ја продава храната. Така. Добро, во факултетот за туризам и угостителство постојано работите на гостување на луѓе кои што живеат на некој начин храна, Така. кои што приготвуваат јадења низ познати ресторани на секаде низ светот. Така. Една од нив е и Аманда Фрейтак, ако не Така. се лажам, познатата готвачка која што има и свое шоу на Да. познатата програма за готвење. За готвење, има значи еднаш во неделата има свое шоу. За среќа, нели, во една прилика беа представници од америчката амбасада на факултетот и му направивме доручек, беа фасцинирани нели од тоа како студентите се вклучени во тој процес на подготовка на храна, беа исто така изненадени од начинот на сервирање на храната. И буквално таа го виде нашиот ентузијазам и обезбеди, невозможи една соработка со таа Аманда Фрейтак, која што има свој ресторан во Њу Јорк. За среќа беше ова готвачка во Охрид, јас се видов лично со неа. Разговаравме и требаше првично во крајот на октомври да биде во нашиот факултет, меѓутоа ради нејзини големи ангажмани, нели се договоривме во мај месец да дојде. Првично разговаравме со неја за да одржи предавање на нашите студенти, нели, што е готвењето, како била нејзината развојна кариера, затоа што темата е стварно фасцинантна развојна кариера. Таа е добар познавач на класичната француска кујна, потоа прави фузија со југоисточната азиска кујна со компоненти, а потоа патува негде од 3-4 години постојано низ Франција и Италија. Сите маркети и сите ресторани рече си ги запознава и на тој начин всушност креира едно свое сопствено мислење и враќајќи се во Њу Јорк го создава својот ресторан кој што е еден од најпознатите ресторани во Њу Јорк. Така да разговарав со незе и стално често пати од искуство гледам дека тие кои што гостуваат ќе одржат свое предавање, во моментот има онака ефект, меѓутоа тој ефект за кратко време се губи и нема никакви резултати. Затоа јас разговарав со незе конкретно бидејќи постојано јас кажувам дека во Охрид му фали иновативност во менијата, или таа копи-пейст веќе станува досадно, секој ресторан да личи на претходниот. Така да со незе разговаравме да земеме конкретно 4 ресторани кои што постојат и кои што имаат желба за промени, да ги изанализираме од преку нејзина призма, нели, и да правиме конкретно решение како би можеле тие да направат промени, нели, во своите менија. Мислам дека тој ќе биде навистина конкретен проект. Добро, доколку не го спречат обврските, вие имате најава за можно гостување на уште еден познат готвач, тој сосема интересно потекнува токму од Македонија. Да, јас често пати сум критикувана од мојот декан затоа што имам високи амбиции, меѓутоа таква сум во животот, едноставно сакам најдоброто. Така и преку УНИДО има големи шанси, еве стапивме во контакт да видиме само еден момент, бидејќи тој не е македонец, мислам дека и на емотивна страна ќе го фатиме да ни гостува нашиот факултет, па се надам дека 2015 година ќе ни биде нели продуктивна година, ќе го имаме Рене Реджепи во нашиот ресторан. Мислам на факултетот, се надам дека ќе има можност нормално и другите угостители да го видат тоа, бидејќи ќе биде голем настан. Исто така сакам да најавам и една друга работилница која што веќе ја во подготовки е да најдам термин ради тоа што сега еве спороди Аманда, нели која што е во мај, за молекуларна гастрономија. Тоа е еден нов момент кој што можеби многу малку луѓе знаат што е тоа молекуларна гастрономија. Тоа е кога имаме микс на гастрономија со одредени техники на физика и хемија. И тогаш се прави спектакл, нели, или сензација пред гостите. Се користи течен азот и така натаму, значи тоа е едноставно само за анимирање на гостите, меѓутоа сето тоа е како лайв кукинг и во склоп на она што викаме да се направи што повеќе гостинот да биде задоволен од она што му е понудено. Така да веќе тие контакти се направени, од Новисот нели е школата, меѓутоа има дисперзирана единица во Лесковац. Јас стапив во контакт со тие луѓе од Лесковац, ќе се направи екипа која што ќе направи кај нас обука за молекуларна гастрономија, а и преку ИПА проектот кој што сега ви го спомнав, нели во Солун, Џорџ Палисидис, тој е исто така многу добар готвач кој што работи на менаџирање на ресторани кои што паднале во криза и фактички ќе утврдува сите недостатоци
нели му нуди соодветни решенија, нови менија и тој работи така молекуларната гастрономија, така да ќе направиме еден спој од Србија, најверојатно 2 работници, едната ќе биде од Србија, другата ќе биде од Солун и мислам дека исто така ќе биде многу позитивно во некои да речем нови работи кои што ќе се вклучат во ова наши активности во кои што сакаме навистина да создадеме кадри кои што ќе бидат конкурентни на пазарот. Така. Ова е уште едно од тие иновативни решенија кои што факултетот се обидува да ги имплементира. Јас ви посакувам навистина успех и се надевам и дека сите овие гостувања ќе ви се остварат и дека студентите ќе имаат можност од прва рака да поразговараат, да научат нешто повеќе од врвни готвачи. Мене ми остана да ви се заблагодарам за вашето гостување. За храна може до бесконечност да се зборува, ќе имаме, верувам, и наредни прилики. Ви благодарам и јас и се надевам дека ќе ни бидете гости сега кога ќе го направиме таа презентација на традиционални рецепти. Тоа го планираме негде во втората половина на декември. Секако, ќе ни биде задоволство. Почитувани гледачи, овде ќе направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студио. Кога луѓето патуваат на одмори, сакаат пред се добро да се забавуваат, да посетуваат клубови, забави и едноставно да си поминат добро. Дали вие можеби сте се запрашале кој е најзабавниот град во светот? Еве одговор на прашањето. Ефтино пиво, супер ноќни клубови и многу можности за забава на возрастни, на местото на најзабавниот град на светот, Берлин. Престолнината на Германија ја доби оваа титула во конкуренција помеѓу 1800 светски градови, а критериумите според кои градовите се оценувани се барови, клубови, шопинг центри, можност за забава за возрастни. Факторите како просечната цена на пивото, како и на тоа дали е дозволено консумирање на алкохол на јавно место, исто така влијаеле на оценките. Меѓу градовите кои нудат одлична забава се најде и Лондон на второто место, посебно поради добрите клубови и музички концерти, додека Токио добил добри оценки за барови и шопинг центри. Освен што Берлин е прогласен за најзабавен град на светот, пивото во овој град било најевтино помеѓу 25 градови. Истражувањето е спроведено од страна на Get Your Guide, сајтот за патување, а засновано е врз анализата на податоци од различни сајтови ширум светот, помеѓу останатото и TripAdvisor, но и на анкетата во која учествувале 2000 лица. Париз влегол во топ 3, на четвртото место е Њујорк, потоа следат Токио, Хамбург, Рим, Виена, Барселона и Истанбул на 10-то место. Дојдовме до крајот на денешното издание на Нов ден. Со некои нови содржини, гледајте не наредниот вторник.